Бугарската пропаганда во Албанија од ден на ден се засилуваат и притисоците кон македонците и единствената партија на македонското малцинство. Македонската алијанса за европска интеграција и нејзиниот лидер Васил Стериовски се соочуваат со тужба од фондацијата Бугарска меморија, бидејќи преку допис до сите албански институции побараа да се забрани оваа фондација, чии членови се заканувале и вршеле притисоци со цел асимилација на македонската заедница. Според Стериовски, во Албанија има повеќе струи за асимилација на македонците, меѓу кои и бугарската амбасада, фондацијата Македонија, фондацијата Бугарска меморија, но и фашистичката струја од бугарската десница. Тој алармира дека на сите можни начини Бугарија се обидувала да ги задуши и асимилира македонците, а тоа го постигнала на пописот. Познавајќи бугарска пропаганда, но и тоа што овие изминатите години се чуваше на терен во Албанија, беше очекувано да тргнат во негација на македонците во Албанија и да заглушување на македонските активисти и македонските организации што се. И така, тоа секако беше за очекување, но ние секако кога побаравме од владата да забрана дејството на фондација Бугарска меморија во Албанија, секако дека имавме докази. Ниту една албанска институција, освен народниот правобранител, не изреагирале никако на дописите кои Македонската алијанса ги испраќала. Ова се гледа дека е договор, значи да не се лажеме, ова е чист договор меѓу двете влади, албанската и бугарската. Ниту една реакција немаше воопшто. Тоа што дознавме дека отпосле го забрани Виктор Стојанов да влегува во Македонија, во Албанија, но од кога заврши пописот, не може кое било лице од друга држава да дојде да прави закани по други граѓани на друга држава и што е пострашно да објавува и да се среќава со попишувачи на терен и да објавува формулари, фотографии сликани како се декларираат бугари. Инаку основачот на фондацијата Бугарска меморија Милен Врабевски е контроверзен главен финансиер на бугарските клубови. Неговите активности во Македонија се доживуваат како чиста асимилаторска политика, нема влакна на јазикот и ужива да каже дека македонскиот народ е југословенска творба. Оптимист, че всъщност европейската дипломация в някаква степен ще разбере в дълбочина казуса, който имаме тук. Една територия, открадната с много кръв и престъпления, отцепена от България и до голяма степен вече асимилирана по един много грозен начин, югославския модел. Стериовски бара од македонската влада да направи стратегија и да го заштити македонското малцинство не само во Албанија, туку во сите земји каде што живеат македонци. За бугарската пропаганда претходно реагираше и премиерот Христијан Мицкоски, кој увери дека неговата влада ќе направи се за да ги заштити нашинците и најави средба со нив, за да ја врати довербата која начисто ја изгуби претходната власт.